Министерке Шахпаска, ви благодариме што прифативте да учествувате во конференцијата преку видео обраќање и во ова кусо интервју. Што можете да ни кажете што е постигнато во 2021 година во однос на воспоставување поголема еднаквост помеѓу граѓаните, особено поттик и помош за овие ранливи и маргинализирани социјални групи? Благодарам на поканата да учествувам на конференцијата. Министерството за труд и социјална политика ги адресира потребите, како што кажавте, на најранливите категории на граѓани во еден дел и другиот дел се однесува на прашања од сферата на пазарот на трудот. Кога говорам за најранливите категории на граѓани, на почетокот на годината 2021 во јануари беше усвоен новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семено насилство, кој што произлегува со ратификација на Истанбулската конвенција. Во изминатиот период ги подготвивме најголем дел од подзаконските акти, врз основа на кои што ќе се јасно дефинираат услугите и сервисите за жртвите на насилство, меѓутоа и за сторителите. Она што исто така представува придонес во делот на инклузија на лицата со попреченост. Јас сум многу горда што ова година успеавме да ја воспоставиме апликацијата аудиочитачот, македонската верзија Кико и албанската верзија Хана, која што возможува слика или текст лицата со оштетен вид и слепите лица да можат да ги слушнат и да ги разберат. На тој начин овозможуваме нивно секојдневно вклучување во општествените тајкови на иста основа како и за останатите граѓани. Во делот на попреченоста воведуваме нов концепт на проценка на попреченоста согласно меѓународната класификација на функционалноста и со овој пристап попреченоста се дефинира како човеково право. Лицата со попреченост се високо на агендата на Министерството за труд и социјална политика. Продолживме со процесот на деинституционализација и веќе отворивме 4 куќи, мали групни домови во кои што се сместени лица кои што беа сместени досега во заводот во Демир Капија. Кога говориме за лицата кои што се маргинализирани, кои што нема кој да се грижи за нив, старите лица, воспоставивме социјални услуги, помош и нега во домот за 900 наши стари лица, граѓани на територијата на целата држава, кои што добиваат на секојдневно ниво помош од 300 лиценцирани даватели на услуги. На тој начин придонесуваме за подобрување и олеснување на животот на старите лица, а од друга страна овозможуваме вклучување на пазарот на трудот на тешко вработливи лица со ниски квалификации и вештини кои што се долго време отсутни на пазарот на трудот. За да може жената активно да биде вклучена во општествените текови, неопходно е некој да се грижи за незините деца. Затоа што традиционално мајката е таа која што се грижи за малолетните деца. Од тука горда сум што оваа година изградивме 15 градинки, од кои 10 се во рурални средини, што повторно даваат можност на жените на секаде на територијата на државата да ги остават своите деца во градинки кои што се изградени согласно најсовремените европски стандарди, со каде што примаат најсоодветно воспитување и подигање во раната детска возраст, за да мајките бидат активно вклучени на пазарот на трудот. И кога постојано говорам за вклучување на ранливите и исклучените, и преку активни програми и мерки за оперативниот план кој што го спроведуваме преку Агенцијата за вработување, придонесуваме ранливите категории на граѓани да се вклучат на пазарот на трудот, да заработуваат за сопствена екзистенција. Социјалните ранливи категории на граѓани кои што живеат на работ на сиромаштија, системот е воспоставен на начин да може да ги абсорбира и да одговори на нивните потреби. Ние во услови на пандемија овозможивме бројот на домаќинства кои што се вклучени во системот на социјална заштита како приматели на гарантирана минимална помош да ги прифати. И оваа година, 2021, овој број изнесува некаде околу 8.500 дополнителни домаќинства од почетокот на пандемијата до денес. Тоа говори дека како влада и како Министерство за труд и социјална политика силно веруваме во концептот едно општество за сите. Истото се однесува за припадниците на ЛГБТИ заедницата. Ова година по втор пат бевме дел од парадата на гордоста во знак на поддршка на лицата кои што се дел од оваа група. Така да продолжуваме и понатаму со политиките кои што навистина ќе придонесат за целосна имплементација и остварување на овој концепт. Кои се клучните предизвици и во која насока ќе се движи работата на Министерството за труд и социјална политика во идната 2022 година? На што ќе посветите повеќе внимание и
што е она што можете да го најавите како поголеми или поважни зафати на Министерството во остварување на овој концепт на еднаквост и едно општество еднакво за сите граѓани? Во финална фаза е подготовката на два клучни закони, да речам, од Министерството за труд и социјална политика. Тоа е Законот за родова еднаквост, едно законско решение кое што ќе овозможи еднаков пристап до права, услуги, ресурси и еднакво учество во приватниот и општествениот живот на жените и на мажите. Тоа е сериозна придобивка која што ќе го воспостави родовиот баланс во општеството. Имаме еден нов пристап на родово одговорно буџетирање кое што државните и јавните службеници преку систем на организирани обуки ќе можат да го стекнат како вештина при креирањето на буџетите како на национално, така и на локално ниво. Исто така работиме и на Законот за работни односи, онај системски закон кој што треба да испорача еден нов пристап во делот на договорите за работа на определено време, скратувајќи го рокот од сегашните 5 години на период кој што ќе биде многу помал и кој што ќе биде прифатлив како за работниците, така и за работодавачите. И ова законско решение треба да понуди плаќање на иста плата за иста работа и за мажи и за жени. Воведуваме еден нов пристап на породилното отсуство на мајката со воведување на родителско отсуство, кое што ќе значи учество и на таткото во подигањето на децата во првата година од животот. Она што се тековни, регуларни политики, како што се политиките преку Агенцијата за вработување за вклучување на пазарот на трудот, креирање на нови политики и мерки, политики од младинската гаранција за активно учество на младите на пазарот на трудот, развивање на нивните вештини, зголемување на нивната вработливост представуваат наша заложба кога говориме во она што представува вклученост и намалување на процентот на невработливост во нашата земја, кој што оваа година достигна историски најниско ниво од 15,9%. Понатаму и во делот на почитувањето на човековите права. На крајот на краиштата, ова е министерство кое што е воспоставува легислативата во делот на човековите права и слободи. И кога говориме за концептот едно општество на сите, јас велам секогаш дека убавината на општествениот мозаик на ова наше општество ја прават точно различностите, а нема поголема придобивка од тоа да ги прифатите, да ги почитувате и да ги негувате како предуслов за градење на едно вистинско демократско општество. Едно општество кое што стреми да биде членка на големото европско семејство, кое точно се заснива на овие фундаменти. Што би им порачале и на учесниците на конференцијата, но и на јавноста на општеството? Каква општествена атмосфера треба да се изгради за да им се помогне на овие ранливи категории на граѓани, на маргинализирани заедници, да напредуваат и на некој начин да се изравни општеството, да ги нема тие големи јазови на кои што сме сведоци повеќе години на насата? Овој концепт не може да го изградат само политичарите. Овој концепт не се гради само со законски решенија. Туку е важна неговата имплементација. Важна е вербата на сите нас, на носителите на одлуки, како најодговорни, на невладините организации како ресор, како еден сектор кој што е коректор на власта, на начинот на кој што власта се практицира, но пред се на сите граѓани. Ние уште при подигањето на нашите деца, во нашите семејства, треба да ги воспитуваме дека секоја различност е вредност и богатство сама по себе. И дека кога децата растат со прифаќање на тие различности, тие се градат во академски граѓани, интелектуалци кои што таа различност понатаму ја продлабочуваат, градат мостови на пријателство. И од тука, одговорноста за изградбата на концептот едно општество за сите е одговорност на секој граѓанин во нашата земја.